Шегобиниот текст за грчко-македонскиот спор на Економист од 25 март постигнал рекорд за најкоментиран текст кога бил објавен на интернет од лондонскиот магазин. Затоа Економист ја продолжува темата со анализа, што доколку едната или другата страна е во право. Весникот објаснува дека грчкиот став е оти земјава името го добила од Југославија, чин кој бил провокација, бидејќи на оваа територија се зборувал бугарски дијалект, а со прифаќањето на името ќе се легитимизирала комунистичката кражба, што ќе предизвикало територијални претензии па дури и тероризам. Економист оценува дека како членка на Европската унија и НАТО, Грција едва може да се жали дека може да биде прогонувана од малиот северен сосед. Ако постои опасност од тероризам од скопски екстремисти, како ќе се спречи тоа, прашува Економист, со вклучување на Македонија во западните клубови или со низино ослабнување, поделба и изолација. Грците дури и да се во право, нивните постапки се погрешни, смета лондонскиот магазин. Ако е точно дека Грција е националистички силеџија со фашистички постапки кои го угнетуваат словенското малцинство на север, тогаш Европската унија и останатите мораат да бидат позагрижени отколку што се сега, пишува во анализата на Економист. Магазинот заклучува дека непризнавањето на името е навреда, доколку Грција ја признае Македонија, тоа ќе ја чини помалку отколку што тврди и ќе има поголеми придобивки со зголемувањето на стабилноста, заклучува Економист во последниот текст за грчко-македонскиот спор.